Добар ден, почитувани, ова е Телма амбуланта. Кога зборуваме за старење, најчесто мислиме на брчките, побелената коса и промените на кожата. Но стареат ли и забите? Зошто со годините ја менуваат бојата, стануваат почувствителни, се поместуваат или се појавуваат проблеми со непцата и загризот? Се повеќе возрастни лица се одлучуваат за ортодонтска интервенција. Колку време трае ваквиот третман кај оваа група на пациенти? Постои ли врска помеѓу положбата на забите, држењето на телото, главоболките и болката во вратот? Како и што можеме да направиме за да ја зачуваме насмевката во текот на целиот живот? Ке ни појасни професор доктор Радмила Димовска, специјалист по ортодонција. Останете на Телма, а поставете прашање во програма. Што се случува со забите со текот на годините? Ќе прашаме денешната гостинка, професор доктор Радмила Димовска, специјалист по ортодонција, академски координатор на факултетот по дентална медицина при Меѓународниот Балкански универзитет, дел од поликлиниката Круна МС. Добар ден. Нешто да не беше коректно? Да, значи јас 30 и неколку години работев во Круна МС, која што оваа година слави 35 години од своето постоење. Убав јубилеј. Меѓутоа, последните 5 години сум дел од Меѓународниот Балкански универзитет, каде сум професор и шеф на катедрата по ортодонција и во едно и академски координатор, и кое што е линк помеѓу факултетот и Балкан Дентал Поликлиник, односно универзитетската клиника при Меѓународниот Балкански универзитет. Така, вашето искуство и професионалност денеска ќе го премесете во Телма амбуланта и е поврзано со тема која што претпоставам дека ќе ги засегне сите кои што не гледаат. Кога зборуваме за старењето, најчесто мислиме на брчките на кожата, промените што се случуваат на кожата, но и косата, нели, таа побелува, но можат ли и забите да стареат? Стареат ли? Да, апсолутно. Стареат. Исто како што кажавте и вие, дека старее и кожата, старее и косата, стареат и ноктите, старееме сите ние. Меѓутоа, старењето на забите никако не го поврзуваме со тој дел. Малку поспоро трае и е позанемарливо. Се до оној момент додека не се појави некој проблем, некоја болка, подкршување на забите, а најмногу од се нивното пожолтување. Искривување се разбира. И тогаш пациентите се јавуваат и кажуваат што се случува, има ли некаква помош. Се разбира дека има, сите ние како колеги стоматолози, особено ние, јас како дел од ортодонската гранка, нудиме сега многу решенија кои што може да доведат до она што пациентот го посакува во тој момент кога ќе дојде и ќе седне на нашето столче. Зошто забите пожолтуваат и потемнуваат? Забите пожолтуваат, прво морам да кажам дека секој заб, интересно е за гледачите, има свои составни делови. Површинскиот слој на првиот слој на дел на забот, тоа е мајлот, народот веќе го препознава како глеќ. Нели, вториот дел е дентинот и во средината на забот постои една комора, пулпина комора, која што содржи во себе нервни и крвни садови. Со текот на годините, како старееме, нели, како напредува нашата возраст, првиот слој на забот кој што се истенчува. Меѓутоа вториот дел на забот кој што е жолтеникав, кој што е внатрешниот дел кој што е жолтеникав, се задебелува и ја стеснува пулпината комора, преку тоа доаѓа до дехидратација на дентинот, се намалува исхраната на забот и нормално е да тој, иако глегта која што се истенчува, меѓутоа е најцврстата супстанца во човечкото тело, сепак просветлува жолтеникавата боја од внатрешноста и тој забот станува малку пожолт. Во некој случај кod одредени пациенти кои што примаат и некаква медицинска терапија, може да дојде и до поголемо жолтило на самиот заб. И тогаш пациентите приметуваме
вклучително и јас исто, нели со текот на возраста, дека нешто се сменило. Не е онаа боја која што ја имаме, сме ја имале во детството, сме ја имале во младоста, меѓутоа веќе во повозрасните години таа станува малку потемна, пожолтеникава, во завист од тоа дали спаѓа во сивата група на боја на заби или пак од жолтата палета на заби, сепак се приметува некаква врска со бојата. Значи не е главниот виновник кафето, чајот, цигарите, црвеното вино? Сите тие што ги набројавте се виновници за промената на бојата на забите, меѓутоа на површината на забот. Во делот на емајлот, бидејќи тој е цврст, меѓутоа на него се налепуваат сите пребојувања кои што ги носат и цигарите, и црвеното вино, кафето, потоа газираните пијалоци, кока-колата, например, бидејќи е темните пијалоци, некои од продуктите кои што ги имаме во исхраната, како што е например цвеклото, морковот, кои што исто така имаат темни пигменти во себе, може да ги пребојат забите. Стануваат ли забите покршливи со текот на годините? Дали овие промени всушност доведуваат и до намалување на густината на забот, како што се намалува густината и на коската со годините? Се намалува, точно, како што објаснив претходно, со глекта, емајлот е оној кој што е најцврстиот дел од забот. Меѓутоа, тој се истенчува нормално со текот на годините, меѓутоа како се зголемува и тој е необновлив. Кога еднаш ќе се поткрши, еднаш ќе испука, нема регенеративна моќ како што има вториот слој на забот, како што е дентинот, кој што меѓутоа со намалувањето на исхраната на самиот заб, тој станува покршлив. И ние можеби оддалеку не се приметува, меѓутоа кога ќе ги шчеткаме забите наутро, ако се погледнеме внимателно во огледало, и ќе забележиме некоја пукнатина. Прв пат кога се јавуваат, ова се едни долготрајни процеси кои што не се јавуваат преку ноќ. Траат како што и ние старееме и доаѓаат пациенти, седнуваат на стоматолошката столица и велат имам една пукнатина на забот. Тоа значи дека веќе се истенчила толку многу глекта и почнала да прска, да пука. Тоа се микроскопски пукнатини кои со текот на времето стануваат видливи, просветлува вториот слој на забот кој што е жолтеникав и тогаш пациентот приметува дека нешто се случува со неговите заби. И јас на шала стално велам дека тоа е одличната карта, дека колку повеќе старееме, таквите промени стануваат се почести. Добро е што живееме во едно модерно време, кога напредокот на стоматологијата е навистина голем. Нашата држава, мислам дека приватните стоматолози, државните стоматолози инвестираат во своето знаење и во опремата и се трудат на секој можен начин да им помогнат на своите пациенти, да сите овие проблеми од естетската причина да бидат надминати. Значи има вистина во тоа кога ќе кажат луѓето забите ми се истрошија. Да, има вистина. Да. Се извинувам. А дали се менува и положбата на забите со текот на годините? Се менува. Се менува кај сите. Се менува кај сите бидејќи има едно непишано правило кое што е едноставно природата така не создала, да долните заби, и сите заби всушност, меѓутоа повеќето долните заби патуваат према напред. Во текот на животот било кој од нас од некаква причина ќе изгуби некак заб. Не секој веднаш оди на стоматолог да го надомести изгубениот заб. Забите почнуваат да се искривуваат кон лево, кон десно, патуваат према напред, се збиваат. Меѓутоа има и едни три важни фактори од кои што исто така зависи и положбата на забите и нивното трошење на забите. Тоа се процесите на абразија, како например кога пациентите четкаат со тврда четка и неправилна техника на четкање доведува до нивното трошење. Кога вие во еден правец континуирано четкате, тоа значи дека во тој правец веќе сте ја исчеткале и сте го исчеткале и емајлот на забот. Затоа не треба тврда четка и грубо. Не треба тврда четка. Четкање на забите. Не треба тврда четка, треба средна
со средна мекост или мека четка, со полукружни покрети, постојат, секој стоматолог им објаснува на своите пациенти. Неретко сите ја применуваме правилната техника на четкање на заби, меѓутоа вклучително и јас, нели, се разбира дека кога брзаме, тоа го правиме некако на брзина и не обрнуваме многу внимание, меѓутоа кога ќе дојде кога ќе се појави ваквата абразија, надополнета со денталната ерозија од газираните пијалоци кои што ги консумираме, киселата храна која што ја јадеме, кога стискаме заби, тоа е процесот на атриција, кога забите помеѓу себе се трљаат едни од други. Некои спија така навечер. Да, навечер стискаат заби, крцкаат со своите заби како што ни и објаснуваат кога ќе дојдат во ординација. И што се случува? Се случува болката. И болката е првото кое што доаѓа пациентот и така ни се обраќа. Нешто се случува со моите заби и почнав да чувствувам болка. Доколку пациентот се навикне да живее со таа болка, ваквите процеси ќе стануваат се поизразени и понатамошниот третман станува се потежок. Меѓутоа, доколку навремено ги препознае и дури и при првото придвижување на забите во устата, треба да се јави кај својот стоматолог, кој потоа ќе го препорача и на ортодонт и да се направи еден мултидисциплинарен пристап помеѓу ортодонтот, хирургот во одредени случаи, пародонтологот, протетичарот, тогаш може да се направи комплетна санација на целото забало. Така, значи во младоста може да имаме нормална пореденост на забите, но со годините тоа да се промени, а се менува ли загризот? Да, што е тоа правилен загриз, да ни појасните, а што неправилен? Правилен загриз е кога ние во младоста, кога се порамнети сите заби, кога ќе голтнеме и кога ќе ги затвориме забите, тоа за пациентот е правилниот загриз кој што тој го има природ. Доколку имам искривување никакво на забите, доколку се појават овие што туку ги објаснив, атрицијата, триењето на горната и долната површина на горните и долните заби помеѓу себе, потоа абразијата на забите, се искривувањето на забите се јавува искривувањето и тогаш се јавува и пореметување во загризот. Меѓутоа, нели, да направам малку и реклама, тука сме ние ортодонтите, кои што сме единствени кои што можеме да го порамниме загризот. Без разлика дали станува кај помлади или особено кај повозрасни пациенти, ги подредуваме забите, за да некогаш само од естетски причини, доколку пациентот ги има сите заби во устната шуплина, некогаш тоа е во соработка со оралниот или максилофацијалниот хирург, кога треба да се постават импланти, или пак некогаш станува збор за предпротетска ортодонција, кога ние ги порамнуваме забите, за да може понатаму да се изработат некакви естетски надоместоци, коронки, мостови и така натаму. Професорке, дали има вистина дека загризот има влијание врз држењето на телото? И дека може да доведе до болки, лошиот загриз дека може да доведе до болки во вратот, рамената, па дури главоболки. Да, многу актуелна тема во последните неколку години. И убаво е што го поставивте прашањето, бидејќи сметам дека особено кај повозрасната популација се јавуваат такви проблеми, особено што загризот има и текако влијание и држењето на телото има и текако влијание врз она што се случува и во устната шуплина и болките кои што тоа ни ги носи. Но треба да напоменам дека не секогаш тие болки се врзани и со загризот, доколку пациентот ги чувствува. Има еден тест кој што сум го научила од мојот професор со кој што долги години работам и соработував. И сам и денеска соработувам, кога ќе го ставите, например, палецот, може и гледачите да видат, ќе го ставите во увото и ако направите како шестар една кружница, вообичаено така и вообичаено болките кои што се јавуваат на десната или левата половина на лицето, потоа главата, темпоралната регија, обично вратот, мускулите на вратот, па дури некогаш и рамениците, тоа нас ни упатува, ни е тест и ни упатува дека станува збор со некакво пореметување во загризот и започнуваме со ортодонска терапија. Делот од таа ортодонска терапија се вика миофункционална терапија,
како увертира, особено кај младите, меѓутоа особено во повозрасната возраст, мора да следи прво таквата терапија, која што трае, за разлика од помладите, трае малку подолго, пред да се изработи било каква протецка надокнада во устната шуплина. И при тој спој помеѓу протетиката и ортодонцијата, ние на вистина можеме да ги ослободиме пациентите од несаканите проблеми, несаканите болки кои што ги имаат. Што се може да чувствуваат во тој предел што појаснивте? Од лесна до многу тешка болка. Значи тоа се проблеми кои што таа болка го афектира секојдневното живење. Го афектира секојдневното живење и пациентите едноставно се научуваат да живеат со болката и меѓутоа тоа не е нормално. Не е во ред некој да живее со болка и тогаш треба да побара помош. Но треба да напоменам, за да не ги врзат пациентите, гледачите, секоја болка што се појавува со дека станува збор за и проблем со некако со темпоромандибуларниот зглоб, туку со виличниот зглоб. Да, тоа е темпоромандибуларниот зглоб, е виличниот зглоб, кој што е единствениот подвижен зглоб во телото. На тој начин ние можеме да јадеме, да зборуваме и да сега да ја отвараме устата. Доколку и понатаму покрај сите превземени терапевски мерки од наша страна ги чувствуваат болките, треба да биде тоа секако да посетат соодветен професионален доктор, невролог, за да видат од каде потекнуваат болките. Не секоја болка е поврзана со што ја чувствува со доколку е лош загрижа. А што се случува со виличата коска со годините? Дали се намалува исто незината густина? Може ли да се ресорбира доколку се извадени некои заби? Исто. Како стариеме, како стареат и забите, особено кога имаме губиток на забите. Тогаш и самата коска се истенчува, се намалува густината на коската. Кога немаме стимулација со жвакопритисокот, кога недостасуваат одредени заби, едноставно немаме потреба ни од коската, бидејќи таа нема стимулација за да биде одржана на соодветно ниво во устната шуплина и таа се ресорбира. Тој процес на ресорбирање е исто така неповратен, кој што денеска може да се надокнади и да се замени со импланти, со протези, со фиксни надоместоци во устната шуплина и така. Има решение за тоа. Има решение и за тоа, меѓутоа, знаете како доаѓаат пациентите по неколпат и доцна. И велат, добро, секогаш е време дека може да се постават, например, импланти во устата и ќе се ослободиме, например, од тоталните или парцијалните протези. Меѓутоа, тоа треба да го сторат на време. Кога ќе се изгуби коската, е многу тешко да се надоместат со останатите поволности кои што ги нуди современата стоматологија. Тука и парадонтозата, односно промената во непцата. Дали е правило дека со возраста ќе дојде до повлекување на непцата и до нарушување на стабилноста на забите? Во одредени случаи, да. Сега скоро во една литература прочитав некаде дека парадонталната болест ги афектира 66% од популацијата, од кои што 23% од популацијата имаат некаква тешка форма, тежок облик на некаква парадонтална болест. И е многу неблагодарно да пациентот дојде и да каже да, сега треба да го решам овој проблем и се ќе биде во ред. Појавата на парадонталната болест води до, доколку не се санира на време, води до појава на расклатување на забите, губиток на забите, црвени, оттечени непца, крварење, утринско особено кај пациентите. Меѓутоа со редовни контроли, редовно доаѓање на стоматолог, редовните контроли мислам дека на 6 месеци, како што се препорачува кај секој друг да се оди, како што се гинеколошкиот преглед, како што одиме нели на често и на други колеги, треба да имаат пациентите едно задолжително запишано во својот календар дека на секој 6 месеци треба да го посетуваат својот стоматолог. Без разлика дали имаат проблем или немаат. На почетокот,
кога почнавме да го водиме овој разговор, јас спомнав дека промените кои што се случуваат во устната шуплина се поминуваат незабележително. Многу побрзо ќе забележиме некоја брчка во огледалото отколку тоа што се случува во устната шуплина, додека не представува тоа проблем. Дали се натечени непца, дали е болка од забите и така натаму. Меѓутоа, редовното одење на стоматолог на секој 6 месеци, кој што треба да биде, мислам дека правило на сите од нас, во скоро 80% од случаите ќе ги избегнеме ваквите проблеми кои што се јавуваат. Во продолжение на денешната емисија ќе ги вклучиме и гледачите. Почитувани од тој момент емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телмам е испишан на екранот. Слободно можете да се јавите и да поставите прашање поврзано со темата на која што говориме. Ние сега продолжуваме понатаму. Споменавте ортодонски третман. Што представува ортодонски третман? Како се разликува од стоматолошки третман? Да, ортодонскиот третман представува вака народски кажано исправување на забите. А она што го гледаме често кај децата, значи метални звездички на забите, жици во устата, тоа е ортодонски третман. Фиксни протези? Фиксните протези се ортодонски третман. Гледачите сигурно имаат и дечиња или внуци дома, кои што носат протези кои што се вадат. Тоа е мобилната терапија, која што исто така е дел од ортодонцијата. Или пак сега, во денешно време, современата стоматологија за прв пат ја примени вештачката интелигенција во ортодонцијата. Во изминатите 10 години и во светот, и кај нас, се почесто се среќаваат пациенти кои што носат невидливи алајнери, тоа се невидливи порамнувачи на забите, кои што се дискретни, се доста примамливи за пациентот, бидејќи ги носи 24 часа, односно 23 часа преку ден, велиме 1 час губиме во јадење, во миење заби, некогаш се излегува нели некаде. Тие можат не представуваат никаква тешкотија во устата за пациентот, се невидливи, затоа и се добри за возрастните пациенти кои што одат на работа, потоа нели како вас се на телевизија, па може да ги носат, нели не се приметливи, и тие неприметно ги исправуваат забите. Меѓутоа, делот од ортодонската терапија, каде што имаме скелетални промени, каде што има не секоја терапија, сакам да кажам дека не секоја терапија може да се применат алајнерите кај секоја аномалија, кога постојат тешки дискрепанци во горната, во долната вилица, тешки пореметувања во забниот низ, тогаш златно правило е дека е потребна фиксна протеза. Фиксните протези вообичаено кај помладите се носат пократок временски период од 12 до 24 месеци, меѓутоа возрастната ортодонција, адултната ортодонција трае малку подолго, тогаш веќе велиме од 24 месеци па повеќе зависно од тоа. Од 2 години? Па повеќе зависно од тоа каква е аномалијата кај пациентот. Тоа значи ка не е доцна да се стават протези под 40-та, 50-та, 60-та години? Има ли некоја граница горна каде што велите не, веќе не можела да се коригира со протези? Има, ние употребуваме често еднакво кога ќе ни го постават пациентите истото прашање, вообичаено родителите кога ги носат помалите своите деца на помала возраст кај нас, ќе прашаат: а јас дали можам да ги исправам забите? Да, може. Ние велиме ортодонцијата е за пациенти од 7 до 77 години. Се разбира дека може и на повозрастни години, и тоа од естетски причини, кога пациентот не е задоволен од како изгледаат забите. Потоа може да би требало од пародонтолошки причини да бидат исправени забите. Некогаш ние ја зацврснуваме и коската, ги зацврснуваме и забите. Зацврстуваме со примената на пародонтален третман во корелација со колегите специјалисти по пародонтологија, а исто така и многу често во денешно време ја користиме, како што претходно кажав, и предпротетската ортодонција, односно ние ги исправаме забите до оној момент кој што му е потребен на колегата протетичар, да може да ги исправуваме забите, да тој може понатаму, без разлика дали станува за мостови, дали станува за ламинати или било кој дел од било каква протетска надокнада, да го задоволи естетскиот момент кај пациентот. Што доколку сме извадиле, например, 6 или 7 во младоста и потоа се изместиле, се поместиле забите,
Дали може да се стави некоја протеза која што ќе ги врати забите на свое место и потоа на истата положба каде што е бил извадениот заб да се употреби, не знам, имплант на пример? Да, може. Колку време трае тој процес? Кај секој пациент индивидуално. Меѓутоа трае од 6 месеци, 8 месеци до 1 година таквото исправување. Бидејќи понекогаш комплетно се поместени забите, не се забележува на кое место бил изваден забот. Да, се зависи од тоа во која фаза дошол пациентот и колку е тежината на аномалијата, односно поместувањето на забите е затекнато во моментот кога тој седнува на стоматолошката столица. И ние секогаш препорачуваме, како колеги ортодонти, препорачуваме да прво, за да биде понатаму, дали ќе се стави имплант, како што напоменав, дали ќе се направи некаква протезска надокнада, да прво се исправат забите од естетскиот момент, а потоа да се по завршувањето на ортодонскиот третман, тоа се вели, се вика ортодонска предпротезска ортодонска терапија. Во истекот на тие 6 до 8 месеци, некогаш и 1 година, некогаш пациентот ми се случило во мојата кариера да биде задоволен од изгледот и да воопшто понатаму да не пристапи кон било каква протезска терапија. Меѓутоа, еве во тек имам пациент кој што се спрема за таква, каде што забите се истрошени, со големи пломби, искршени се забите, испукани, и сега ги исправаме. Значи, веќе сме во фаза кога сме при крај. Третманот некаде го започнавме во јануари месец, некаде во септември тој ќе си појде да си Значи нема потреба тука се чека 24 месеци. Се зависи во која возраст и со која аномалија ќе дојде. Така, имаме гледач, ќе му дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека не слуша и дека успешно ќе се вклучи. Ве поздравувам и сакам да ја прашам докторката што може да биде причина да забите дел по дел ти се распаѓаат. По тек од 12-13 години сите заби дел по дел и се распаднаа. Професорки, да немате уште некој прашање? Така да сега некаде делче останато, некаде нема ништо останат. Што бидна здрави заби да ти се распаднат? Имате проблем некаков со непцата? Не. Не. Сега, например, кај што останало едно парче од забот, се дешава така да се воспали, да почне да ме боли, затоа што таа раната не може да зарасне ради тоа. Ама ќе ставам малку C-витамин едно друго и ќе помини. Другиот ден ќе видам по некое време пак друго парче се клати, пак така сите заби испадна. Само на долната вилица напред што се тие на долната вилица едно, два, три заба остана и не знам што да правам. Така, дали само сте биле кај стоматолог, имате ли некаква диагноза или немате? Не, немам диагноза, зашто не знам што да правам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, што можете да дадете како појаснување на оваа состојба? Не е едноставно да се изгубат сите заби. Не е едноставно, меѓутоа како што напомена пациентката, забите се изгубиле во текот на 12-13 години. Тоа значи и по гласот приметив дека пациентката е повозрасна, што значи дека веќе забите ја изгубиле хидратацијата, ја изгубиле исхраната, тие стануваат покршливи, емајлот се истенчува на забот и тоа е тој што пука и што се крши. Кога таа вили ми се искрцка, парчиња ми паѓаат од самите заби, тоа е тој емајл кој што за жал не може да се надомести. И токму како препорака на пациентката можам да кажам дека таа треба да веднаш да појде кај својот стоматолог, кој што ќе ја види на лице место состојбата во устната празнина и ќе препорача што понатам. Најчесто станува збор или да биде комбинирана некаква терапија, од тоа што успеав да го разберам од пациентката, да биде комбинација од протезски надоместоци со некаква протеза доколку и останале само предните заби, меѓутоа мора да го посети својот стоматолог. Може ли генетиката да биде фактор за една ваква состојба? Да, некогаш генетиката, само тие заболувања, знаете, се јавуваат уште во младата возраст
и се лесно препознатливи. Не може таквите промени што се генетски да се јават во подоцнешна возраст. Така да ваквата појава, како што ја објасни и потенцијалната пациентка која нашата гледачка, тоа се работи кои што се, како што напоменав, траат долго време. Ние не ги занемаруваме дека се случуваат и наеднаш, точно како што објасни пациентката, наеднаш ми се искршија сите заби. Наеднаш не, тоа траело, меѓутоа не било приметливо. Пациентката кога почнале да се кршат, тогаш ги заприметила промените на своите заби. Што толку забите се кршливи, истрошени? Дали може да се стави протеза во таков случај? Притисокот од протезата може ли да доведе до нивно дополнително оштетување или пак испаѓање? Може, доколку соодветно не се направи диагноза. Доколку кај повозрастните адултната ортодонција, која што е посебна гранка на гранката ортодонција, доколку коскената подлога не е доволно добра. Коската на вилицата, всушност, така? Коската е таа која што ги држи забите. Тогаш апсолутно контраиндицирано е постава на фиксен апарат или било каква ортодонска терапија. Меѓутоа, доколку имаме добра коскена подлога, доколку забите, па и без разлика дали се, како што кажа примерот со пациентот кој што е сега во тек на терапија и се спрема за понатаму за посета на колега специјалист по протетика, тоа таму и такако е индицирано. Меѓутоа, доколку забите се расклатени, доколку забите имаат лоша пародонтолошка процена, и доколку имаат лоша коскена основа, тогаш ортодонцијата и такако е контраиндицирана, бидејќи притисокот кој што ќе го трпат, иако ние во ортодонцијата користиме благи континуирани сили, меѓутоа дури и тие може да доведат до забрзано расклатување и губиток на забите. Додека пациентите носат ортодонско помагало, односно некаква протеза, треба ли да внимаваат на исхраната? Има ли продукти што не сме да ги конзумираат? Треба да внимаваат. Секако, продуктите кои што не треба при поставата на, особено кај фиксната протеза, напоменуваме дека треба да избегнуваат јаткасти плодови, одгризување на тврди работи, како што се ние не ги ограничуваме, дека не треба да ги јадат, меѓутоа треба да биде сецкано на парчиња, храната да биде помека, нема одгризување. Помладата популација сакаат сендвичи да јадат, не треба да одгризуваат. Меѓутоа и да се случи некој брекет да отпадне, иако е непожелно за нас како ортодонти тоа да се случи во текот на ортодонската терапија, истото може да се реши и е обичаено. Меѓутоа им даваме препорака што смеат да јадат, а што не. Додека пак кога пациентите, повозрастната популација, повозрастните пациенти носат алајнери, тогаш може да пијат, меѓутоа не смеат да јадат со нив. Затоа ги вадат, тие се вадат, подвижни се и ги вадат, јадат, ги мијат забите, одржуваат орална хигиена и потоа ги враќаат повторно на свое место. Уште едно прашање од гледачки, слушнаме во продолжение да денешната емисија. Добар ден. Добар ден. За следниот гледач. Во програма сте, повелете. Видете вака, ја имам проблем со забите, имам оперирана абдоминална аорта. Абдоминална аорта имам оперирана и сите избегаваат да ми ги вадат забите. Така, и сега предпоставам имате некаков стоматолошки проблем, но ограничувања во однос на интервенција. Бев на клиника неколку наврати и не сакаа да ми ги вадат. Било кој забар да отидам, секој ќе каже, па чекај, не може, па вака, па така. Така, сигурно не е едноставна оваа ситуација. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што се препорачува во ваков случај, професорке? Во ваква препорачуваме да биде вадењето треба да биде координирано стоматологот кој што ќе пристапи, оралниот хирург или максилофацијалниот хирург, треба да биде координирано со во конкретниот случај кај пациентот со неговиот матичен доктор и со оној кој што го води и го од кардиолог, потоа хирургот, не знам кога е извршена интервенцијата. Ако е извршена во малку порано, тогаш не гледам причина зошто
не би се извадил некој зап. Предпоставам дека пациентот прима и терапија, антикоагулантна терапија, и токму заради тие причини наведов дека мора да биде во консултација вадењето, да биде координирано, мултидисциплинарно, за да може пациентот ќе би требало да престане со таквата терапија, да се извади забот, па потоа да се продолжи со повторно со терапијата. Меѓутоа има решение. Има решение, така. А што е со оние повозрастни лица кои што ќе се одлучат за протеза? Така. Дали по незиното вадење тие ќе мора да продолжат и понатаму да носат протеза за да се задржи распоредот на забите? И покрај тоа што ќе добијат некакво протетско помагало, дали ќе биде тоа мост или пак имплант и слично? Значи се она што го зборувавме до сега, дека забите се поместуваат и со возраста патуваат спрема напред, иако се исправени, иако и пациентот некогаш се случува да носи и 2 години фиксна терапија, без разлика, или пак алајнери, нели? Ние препорачуваме да се носат ретейнери. Ретейнерите значат задржување на забите на своето место. Според најновите evidence-based, значи стручни препораки од ортодонската фила, ние веќе велиме дека ретенциониот период е long life, е долготраен, некој пат и доживотен. Така да без разлика дали имаме некаква протетска надокнада или пак чисто после вадењето имаме пациенти кои што немаат потреба, или се со здраво забало ги исправиле своите заби, иако се во подоснежен период. Ние се бориме против природата, исправајќи ги забите. Тенденција има повторно забите се вратат на старата забите имаат тенденција да се вратат на својата положба. И доколку пациентите не се придржуваат до тоа што ние како колеги ортодонти им го препорачуваме, и како се случува релапс, односно забите се враќаат повторно таму каде што биле, и токму за тие причини велиме дека ретенцијата во ортодонцијата е доживотна. Значи предните заби понатаму ќе има тенденција да одат код напред? Да се поместуваат. Има врска тоа што туркаме со јазикот? Има, да, јазикот е мускулест орган кој што си има своја функција во устната шуплина, меѓутоа врши притисок на забите. Особено во оние случаи каде што каде пациентите имаат изгубено поголем број на заби, тој мускулест орган се шири, се труди да го исполни празниот простор во устната шуплина и тогаш врши поголем притисок. Од друга страна, не само јазикот, имаме и прави различни аномалии кои што ние ги среќаваме дури и кај децата, меѓутоа и кај повозрастната популација. Исто така, јазикот е мускул кој што е во внатрешноста на устната шуплина, меѓутоа од надворешноста ние ги имаме и образите. Зависно од типот на пациентот, типот на мускулатурата која што ја има пациентот, на таков начин доаѓа и до поместување на забите внатре во устата. Ако станува збор за тенки, грацилни пациенти кои што имаат нежни мускули, тогаш аномалиите се поретки, ама ако имаат голем жвакопритисок, кога имаме јаки развиени вилици, како што велат пациентите со големи мускули на лицето, тогаш особено кај повозрастните пациенти, особено кај машката популација, и како се јавуваат вакви аномалии. Дали е безбедно да се избелуваат заби кај повозрастните лица? Еве, ги наредиле забите да бидат под конец, насмевката е прекрасна, но сакат побели заби. Бидејќи доаѓа до промена на глекта? Да, бидејќи доаѓа до промена, особено по завршувањето на ортодонскиот третман кај возрастните пациенти, препорачуваме и белење на забите. Белењето на забите треба да разграничиме прво што значи пародонтален третман, потоа air polishing или постои еден специјален апарат каде со помош на прашок и воздух се отстрануваат сите меки наслаги, сите пребојувања на забите. И доколку пациентот е задоволен од бојата, таа си е неговата природна боја, и е задоволен од бојата која што ја добил, тука престануваме. Меѓутоа, доколку не е задоволен, а не сака да направи некаква протетска надокнада, например ламинати или циркониум, за да бидат тоа идеално бели заби,
тогаш препорачуваме белење на забите. Јас лично од своето искуство го препорачувам ласирското белење на заби, бидејќи се забрзува процесот на белење, ефектите се поголеми, зависно од концентрацијата на карбамид пероксидот кој што го потребуваме како средство за белење, некој пат забите се осветлуваат и до 8 нијанси, кое што е добро. Повторно даваме препораки на пациентите дека и тоа треба да се одржува. Да, треба да се одржува. Повторно редовно доаѓање на посети на секои 6 месеци, намалување на пушењето, намалување на газираните пијалоци, пребоените пијалоци кои што се употребуваат, црвеното вино, кое што како е здраво за нас. Меѓутоа, не секој пациент е податен за белење на забите. И тоа треба да го напоменеме на гледачите, бидејќи доколку постои зголемена осетливост на забите, доколку постои повлекување на непцата. Со повлекувањето на непцата се оголува коренот на забот кој што не е заштитен од надворешноста како што е коронката, бидејќи нема емайл. Тогаш тие пациенти велиме дека не се податни за белење, уште повеќе ќе зголемиме чувствителноста на забите. Така, со возраста се зголемува чувствителноста на забите, да. А белењето на забите исто така потенцира чувствителноста? Не. Не секогаш? Не секогаш. Само кај одреден тип на пациенти кои што веќе имаат таква чувствителност и имаат такви проблеми од пародонтолошки аспект, кога е оголен коренот на забот кој што не е заштитен од надворешноста, тогаш не препорачуваме белење. Меѓутоа, кај сите други апсолутно препорачуваме. И иако доаѓаат пациенти, знаете, ќе дојдат тврди ќе кажат, ама мене некој ми кажа дека тоа е штетно, дека не треба да се прави. Мислам, тоа апсолутно станува збор за грешна предпоставка, доколку правилно се изведува и е стручно обучен колегата стоматолог да го применува овој процес, и така е сигурна процедура за белење на дека потоа полесно се расипуваат забите? Не? Дека ќе се јават пукнатини, значи ако се изведе како што треба. Пукнатините се појавуваат или ако не сакајки ние со нешто, со лажица, вилушка, чаша, го подкршиме забот, но најчесто пукнатините се појавуваат заради возраста. Може ли некој што е во 8-та деценија да има здрави функционални заби? Бидејќи постои убедување кај нас дека тоа не е возможно. Со староста дека забите нели се расклатуваат, испаѓаат и слично. Се расклатуваат, испаѓаат, да. Меѓутоа, доколку редовно се посетува стоматолог, доколку редовно се одржува оралната хигиена, значи препорачувам користење на конец 2 пати на ден, саба или навечер, се разбира читкање со флуоридни пасти. На нашиот пазар имаме денеска, можеме да се пофалиме дека има се. Значи, било каде да појдете, можете, се што современо го има во светот, го има и кај нас. Редовните во било која дрогерија или супермаркет. Потоа, редовните посети на стоматолог допринесуваат да се одржува здрава орална шуплина, здрави заби, значи секоја промена која што се случува на забот, значи дека помалку кариес, кој што е главниот виновник за губењето на забите, доколку се оштетат, доколку пациентот не оди на време, па не може да се стави на време никаква естетска надокнада, никаква пломба. Здрава исхрана, здрав жвакопритисок кој што води, се разбира дека кај одреден број на пациенти, иако се во подмината возраст, или и во 80-тите години, може да имаат здраво забало. И да не користат тврда читка за заби. Како препорака, да. Дека повеќето чувствуваат дека не им се добри измиени забите, доколку потребат некојаш со помеко влакно. Да, ние ги препорачуваме баш заради процесот на абразија, да не се користат тврди читки, дури мислам дека и повеќе на пазарот не може да се најдат. Од стручен аспект, сите компании кои што произведуваат четки за заби, веќе ги избегнуваат тврдите четки, токму заради овој процес. Меѓутоа, доколку некој најде, користи и му се појави таков процес, стоматолозите ќе имаат повеќе работа. Така. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам и вам. Почитувани, во беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте и ви посакувам пријатен ден.